Наташа Давчева и вели зонска исхрана, што значи и како да се применува. Наташа, за зонска исхрана е една од исхраните кои што лично на себе ја немам пробано. Значи, генерално, ја си сакам да си експериментирам со различни исхрани, диети кои што се појавуваат и кои што знаат да бидат трендинг. И за разлика, да речеме, од фастинг и кето кои што се уште многу актуелни, и за кои што веќе има научни студии кои што зборуваат за бенефитите, но поимаш од друга страна и за кетото и други научни студии кои што зборуваат дека воопшто не е окей. Но како и да е, кога зборуваме за зонската диета, да ти кажам дека и глава ме заболи од тоа што многу и нова терминологија дознав. Ја немам пробано на себе, но науката е многу јасна поврзана со зонската диета. И зонската диета е практично распоред на макронутриентите, значи јаглехидрати, протеини и масти во однос 40:30:30, или што значи тоа? 40% од калориите да бидат јаглехидрат, 30% од протеин, 30% од масти, и тоа ја класифицира оваа зонска диета во low carbs, односно во диети со ниско ниво на јаглехидрати, што по автоматизам ќе носи подобри перформанси и брзина во намалувањето на килограмите, но пред се зонска диета се вика затоа што биохемичарот кој што практично ја измислува оваа диета вели дека со таквиот распоред на макронутриентите ќе го донесеш телото во ситуација кај што односот на инсулин према глукагон, тоа се два хормони кои што ги лачи панкреасот, ќе се смени. И тој сменет однос на инсулин према глукагон ќе придонесе да влезеш ти во зона, односно да, оваа терминологија не ми беше и позната, да се случи поголема продукција на вазоактивни еикозаноиди. А тоа се, значи, еикозаноиди се молекули кои што придонесуваат во ширење на крвните садови за поголема оксигенација, односно за поголем проток на и достава на кислород до мускулите. И практично логиката позади оваа диета е дека ќе ти придонесе во подобрување на имунитет, во подобрување на спортските перформанси и така натаму, но науката баш и не се сложува затоа што самата таа логика, знаеш, ти кога ќе имаш 40% од калорискиот внес на јаглехидрати, да, тоа ќе придонесе за намалување можеби на продукција на инсулин, но по автоматизам не значи дека ќе се афектира и врз продукцијата на глукагон, бидејќи има премалку научни истражувања за зонската диета и како афектира во целиот тој метаболизам на еикозаноиди и на продукцијата на различни хормони во телото, така да ендокринологијата не баш се сложува со тоа и голем дел од науката не баш се сложува со тоа и напротив велат дека баш овие клучни еикозаноиди не се најдени во скелетните мускули при практикување на зонска диета и по автоматизам тоа значи дека не може да се очекува подобрени спортски перформанси. Во секој случај зонската диета може да ја практикуваш и на еден начин, да, по мене според ова процентуална застапеност на макронутриентите, јаглехидрати, протеини и масти ќе придонесе за побрз процес на слабење, кој што можеби некој од вас ќе ви помогне и може да се многу добро да се искалкулира за да биде и понатаму здрава исхрана и е во ред да ја практикуваш ако ти годи на тебе и на твоето тело, бидејќи повторно промовира редовност на оброци, практикување на ужинки, но очекувањата дека ќе направи промени во соодносите на инсулин и глукагон и дека ќе направи промена во спортските перформанси, науката воопшто не го поддржува, така да се работи за личен избор дали ти ќе ја практикуваш оваа диета. Јас лично, да речеме, секако имам 3 оброци и 2 ужинки, но при тоа избегавам, знаеш, можеби јас би ја избегнал зонската диета затоа што би избегавал да се оптеретувам сега со точно проценти, бидејќи, знаеш, и не ми е важно тоа
колку проценти на моето тело ќе има масти, дали ќе излезе сикспек, за колку минути ќе направам одредена вежба. Ова е многу поактуелно кај луѓето со кои што посериозно малку се приклониле кон вежбање, кросфитери и така натаму, и е во ред диета, не е нездрава, немој погрешно да ме сватиш, но сепак науката кажува точно да каде може да бидат нашите очекувања и нека биде твој избор. Така да, дечки, тоа беше последното прашање за денеска и се разбира, слободно имајте и интеракции за овие теми, бидејќи еве конкретно и за зонската диета можеби не баш и се изнајдов што зборува науката. Елена Бубало ќе ја најдеш на Инстаграм и она е промотор на оваа диета и можеш да се консултираш и со неа повеќе за нејзино искуство и што она ќе ти каже, но ова е нешто што јас успеав да го најдам на каналите на кои што ги проверувам сите научни студии.